Последно издание на регионалните вести за оваа 2015 година. Неколку часа до новата година, низ Тетово вообичаена празнична раздвиженост. На неколку часа пред пречекот на новата година, вообичаено предновогодишна раздвиженост, граѓаните кои останаа во Тетово се подготвуваат за пречекот. Се купува храна и пијалоци за домашната празнична трпеза. Се подготвувате ли за новогодишната ноќ? Да. Како? Нормално, скромно. Па со побогата трпеза. Имамо прасе печено, воќе и месо од сувоместнати работи. Дали вие веќе се подготвивте за пречекот на новата година вечер? Па, ние се подготвивме, али овие младите сме ги оставили на младите поарно да проедат. И ние постарите да бидеме дома и да го прославуваме некако. Новогодишната трпеза веќе подготвена? Да, подготвена е и дај Боже да другите години го дечекуваме поарно. Каде ти ќе ја прославиш новата 2016 година? Па дома. Дома. Со кого? Со семејството. Се подготвивте? Трпезата е подготвена? Да. Што ќе има на трпезата? Па за тоа ќе се погрижи мајка ми. Секој на свој начин ја создава празничната атмосфера. Дел од луѓето, пред се помладите, се подготвуваат за вечерашните забави во кафулињата и рестораните, како и за домашните забави. Новогодишната ноќ ќе поминам, значи, со тоа што најмногу сакам да го правам, тоа е на свирење, значи, свириме со бендот со High Control во Скопје, во ланч бар Нова, така да вечер ќе има добра журка, забава, ќе се забавуваме и мислим дека за мене тоа е најубавиот начин за да ја поминем новогодишната вечер. И покрај пристапните цени, пазарџиите велат дека слабо се купува, што според нив е одраз на нискиот стандард на граѓаните. Не слабо, нема паре. Луѓе не купују, нема паре, тоа. Криза, економска криза во државата. Тоа е. Кај вас што се купува сега пред празниците најмногу? Купува, например, мандарине, бадлиџани, али јефтини со цените према стандардот, али нема, никој не работи, тоа нема паре. Ги извади луѓе од работа и тие пешачат само. Највеселата ноќ ни доаѓа, а веќе утре денес ќе биде лани. Здравје и среќна нова година на сите. Тетовци ќе ја паметат 2015 по економската криза и аерозагадувањето, но секако дел од нив ќе ја паметат и по убавите работи што им се случиле во семејството. Граѓаните откриваат во анкетата на телевизија КИС. Го трошиме и последниот ден од 2015-та. И оваа година за некого беше добра, а за некого не. Но секако беше исполнета со многу настани што ќе останат во сеќавање. Пред камерата на телевизија КИС, тетовци откриваат по што ќе ја паметат 2015 година. Економската криза ја почувствуваа голем дел од анкетираните. Аерозагадувањето ги мачеше сите и политиката остави белег во годината што изминува. Дел од граѓаните ќе ја паметат и по убавите работи што им се случиле во семејството, а и затоа што и годинава здравјето добро ги служело. Што знам, за мене лично си добив внук. Тоа ми е најдобро нешто што ми се деси. Друго, ситера. Некои случувања во градот кои што ви остана во 2000? Па не знам, ми смета на ова со загадуење во многу. Многу гужва, многу сообраќај. Кои случувања друго? Друго е све по старост. Како ви помина 2015? Одлично. Здравје беше добро, така да кризата до негде се осети, иначе задоволен сум. Што ќе пометите 2015 година? По кризата моментално што не зафати сега, економска посебна. Ќе пометите 2015? По криза. Па што да речеме, ќе паметиме со политикава. Претерја више досадни се да кажеме. На ниво на градот некои случувања, некои проблеми што во мачија или некои убави работи? Не знам, за мене убаво било овде. Немало проблеми никакви, да. Па добро, здрави, живи сме,
Тоа е најбитно, по тоа ќе памтам. Добро е, па сега друго. Ќе видиме 2016. Пошто не паметим. Па постои се убаво и што не убаво, повеќе било нешто убаво, пошто не убаво. Меѓутоа, сите години ќе биде добро убави ако народот е добар, ако мисли се на позитива, добро ќе биде. А тоа луѓе со позитивна енергија го прават целиот свет. Освен политика, пошто ќе пометите? По сиромаштија, да. Да, ја не сум загрозен, ама гледам ништо нема пари. Па многу ми беше добре. Ча паметим, фино ми пројде годината, мало со болести и така. За оде у Тетово ја ќе го паметам само со Димо што беше. Иначе ја живеем во странство. Тамо се најдобро, тамо и иде државата нагоре како треба. На прашањето што очекуваат од 2016-та, некои се оптимисти, а други пак сметаат дека проблемите ќе си останат. А во 2016-та што очекувате? Па се надаваме на дека ќе иде на боле, па се ќе видим. Па изборите да бидат мирни, фер и коректни, да нема немир и тоа. А на личен план? Личен план добро ми иде. Задоволен сум со фамилијата и со се. Што се проблеми ве тише исто, може и бетер да биде. Ја не сум оптимист. Поубаво. Пак да имаме здравје, битно, да има плата. Тоа е важно. Друго ништо. 2016-та што очекувате? Пожелувам се најубаво да граѓаните се повеќе се вработат и има пригоди да се намали таа социјална разлика. Да тргне работата напред. Па мислимо дека 2016 ќе биде многу подобра и очекуваме нешто и за работа, и за добар живот, и со овие димоите што доаѓаат и све тие работи да се расчистат и да се живее добро. Да биде подобро. Сиромаштијата да бидат луѓето побогати. Од новата 2016 очекувам да ми се случи све што не ми се случи у 2015 и све што ми се случи у 2015 да не ми се случи у 2016. Сите се надеваат дека старата година ќе ги однесе проблемите со себе, а новата ќе донесе многу здравје, среќа и пари. Голем дел од граѓаните новата година ќе ја дочекаат во домашна атмосфера и по тетовските кафулиња и ресторани. На градскиот плоштад во Тетово нема да се организира јавна прослава по повод новата година. Од општина Тетово без поконкретно образложение. Вела дека така одлучила градоначалничката Теута Арифи. Инаку Тетовскиот плоштад е единствена слободна површина во градот каде се организираат прослави и забави. Но годинава тетовци неки имаат можност да ја дочекаат новата година на отворен простор. Голем дел од нив ќе останат дома, а останатите во кафулињата и рестораните и на скијачкиот центар Попова шапка, каде веќе одамна се резервирани сместувачките капацитети. Годинава учениците од основните и средните училишта во Тетово учествуваа во голем број меѓународни проекти. Целта е подобрување на наставно-образовниот процес и за наредната година се најавува учество на слични вакви проекти. Покрај овие инвестициони активности што ги имавме во училиштето, што действувавме во подобрување на условите за изведување на настава, работевме интензивно и на подобрување на квалитетот на образовниот процес. Една од оние работи кои што бевме многу фокусирани беше фактот дека тие сите училишта да бидат присутни во проекти, меѓународни проекти, особено Erasmus проективе и ACES проективе, каде што може да кажем дека сите средни училишта се дел од меѓународните европски проекти, а особено тука може да се пофали и училиште во Мошев Пијаде, кое што е дел на 17 проекти кои што се меѓународни и е прва во Република Македонија со учество на меѓународни проекти и на проекти кои што се од овој облик. Учениците од Мошев Пијаде беа делови и отидоа и во Норвешка, беа и во Германија, беа и тука во регионот, во балканските држави, како дел од овие проекти. Исто така ученици кои што беа
од техничките училишта и они дојдаа во Тетово, беа на неколку дневни програми кои се реализираа во тек на овие програми и кои се реализираа во Попова шапка. Од друга страна имавме учениците од медицинското училиште, беа дел од Ерасмус проектите во Мадрид, Шпанија, отидоа, после беа во целија Словенија. Од гимназија училиште учениците беа во Франција и на тој начин и од економско и текстилно училиште беа поединечни ученици дел од овие проекти и може да кажем дека и од основните училишта имаме делови на ученици кои се дел од овие меѓународни проекти, така да учениците од училиште во Најан Фраше беа во Швајцарија. Сите други училишта основни аплицираа во меѓународни проекти. Целта ни е и на тој начин со учество на меѓународни проекти да влијаеме и во подигање на целокупниот образовен, квалитет на образовниот процес, затоа што само со учество и напреверување со модерните европски држави во образованието може и ние да го подигнеме нашиот квалитет во образовниот процес. Почитувани граѓани, зад нас е 2015 година, пред нас новата 2016. Секој од нас од годината што измина ќе носи спомени, лични и семејни, приватни и професионални. Повеќе или помалку убави, добар успех, принова во семејството, загуба на близок, промоција во кариерата, превовработување. Емоции како во секоја година. Таков е животот. А сите ние сме луѓе и низ емоции и лични судбини и предизвици го живееме. 2015-та беше година на вонредни предизвици, неочекувани проблеми, но и година на многу постигнати успеси. Во светски рамки, тешка, со нараснати тензии, војни, конфликти, терористички напади, но и понудени решенија за глобалните предизвици. На домашен план, во однос на политичките случувања, 2015-та беше многу тешка година. Година во која се случи политичката криза. Сигурно најтешката во историјата на независна Македонија. Откако желбата да ја собори оваа власт неколку го натерава незаконски и криминално да организира и да снима телефонски разговори на голем број политичари и јавни личности, кои откако биле добро спакувани, во смисла едитирани, ставени во различен контекст и создадени наменски креирани материјали. Со месеци беа оружје со кое се сакаше да се постигне јасна политичка цел – промена на власта во Република Македонија. И тоа на само неколку месеци преходно избрана од убедливото мнозинство граѓани на Македонија, на организирани избори, кои никој друг, освен нашиот политички опонент, не ги прогласи за нефер или недемократски. Јас нема да објаснувам што се случуваше во изминатава година на политички план, бидејќи вие, почитувани граѓани, бевте сведоци на се. Се гледавте, имавте многу информации и извлековте многу заклучоци. Јас имам свој поглед за сите работи и многу пати, гледајќи ве во очи, сум ви ги соопштил и од целиот овој контекст, кој ни беше наметнат, единствено ме притиска фактот што да не беше оваа политичка криза, наметната од опозицијата, економијата ќе се развиваше уште побрзо и многу поголем број на лица ќе се вработеа. Не можам да не ги споменам и настаните во Куманово, кои дадоа еден друг печат на сите општествено-политички и безбедности случувања. Настани кои според мене имаат историско значење. И сакам во ова моје обраќање да изразам жалење и сочувство што во оваа година ние загубивме 8 човечки животи. Полицајци кои херојски на браникот на татковината беа дел од силите кои се бореа и успеа да го сузбијат нападот на организираната криминално-терористичка група во Куманово. Тие 8 полицајци Македонија вечно ќе ги памети
и ќе ги уважува на единствениот начин на кој што заслужуваат, како херои. За овој темен политички контекст и сите пропратни манипулации и случувања во оваа година, нема да одам во детали во денешното обраќање до вас. Вие живеевте таа година. Вие имате совршена проценка за секој еден момент од 2015-та. Вие сте свесни, слободни и слободоумни граѓани, со изострено чувство за објективната стварност и со голема мудрост, со зрелост и со капацитет за носење одлуки. Во 2016 година, вие, граѓаните, ќе ја решите 2015 година. 2016 година е година на народот. Година кога народот на фер и демократски избори на 24 април ќе ја соопшти својата одлука и ќе ја прати својата порака. Изборите во април ќе стават крај на ова тешко бреме, а вие, граѓаните, ќе одлучите. Никој друг, туку вие, граѓаните. Изборите во април ќе бидат и своевидна порака до сите политичари и лица или структури и организации кои директно, индиректно или само како наблюдувачи биле и се вклучени во сите случувања кои ги доживувавме и преживувавме заеднички во 2015 година. Во пресред на дочекот на новата година, европските метрополи ќе бидат под силно полициско обезбедување, поради страв од евентуални терористички напади. Уличните прослави се откажани во Брисел, додека посебни мерки се спроведуваат во Париз, Лондон, Берлин и Москва. Австриската полиција соопшти дека од пријателска служба добила информации за ризик од напади во главните градови на Европа. Белгиските власти за откажувањето на прославата наведуваат дека потегот е поради информациите со кои располагаат. Турските, белгиските и австриските власти неодамна добили информации од своите разузнавачки служби за можни напади на нивните земји, па поради тоа ги откажуваат прославите. Во Париз ќе биде откажан големиот огномет, а на Шанзелизе традиционалното собирање ќе се одржи со посебни безбедносни мерки. Традиционалниот перформанс на триумфалната капија ќе биде покус од вообичаеното. Црвениот плоштад во Москва ќе биде целосно затворен, додека во Берлин е ставена забрана за пиротехника и носење ранци во круг од околу 1 километар околу Бранденбуршката порта. Приодот кон неа исто така е ограничен. Лондон ќе одржи традиционален огномет, но на улици ќе има околу 3000 полицајци, вклучително и оние со тешко оружје. We want the cable here now, we want to crane here now, we want to unload it, we want to put it around here. Right.
Денес имавме претежно сончево, ветровито и студено време. Утринските температури се движеа од -7 до -1, а дневните од -5 до 5 степени. На првиот ден од новата година ќе се разбудиме во ледено утро, со многу ниски утрински температури кои ќе се движат од -14 до -5. Во текот на денот ќе биде сончево со дневна температура од -4 до 6 степени. Екипата на радио и телевизија КИС ви посакува да имате убава празнична вечер. Во новата година повеќе здравје, среќа и пари. Пријатно!